Стадион, емисија за вашата вистина. Драги слушатели, добар ден, добре дојдовте во уште едно редовно издание на емисијата Стадион. Локални избори, национални проблеми е нашиот наслов за денеска. Наши гости Ристо Пенов, Либерално-демократска партија, Амар Мециновик, Левица и Горан Марковски, независни за Скопје, професор на Градежниот факултет или поточно декан на Градежниот факултет. Добар ден за сите, како се, добри ли сте? Добар ден, одлично. Двајца кандидати имаме за сега кои што поднеле кандидатури. Уште тоа не е официјално, значи можеме според законот да зборуваме слободно и да разговараме, да дебатираме на медиумите. Додека не ги официализираат вашите кандидатури, ќе помине една недела, две, и имаме еден несуден кандидат. Во јавноста веќе сите го прогласија дека повторно сака да стане градоначалник на Скопје после тие два мандати од 96-та година, Ристо Пенов. Па да почнеме со Пенов. Пенов, ќе бидете кандидат за градоначалник на Скопје на Либерално-демократската партија или ќе барате некое друго решение, по примерот на Бени Шакири порано со Дом? Го имавте сега, можеби, Каролина Гочева или Андријана Јаневски. ЛДП Столет ќе оди самостојно на овие локални избори. И јас ќе учествувам на овие избори, заедно со доктор Никола Пановски ќе предводиме листата за советници на град Скопје. Кандидат за градоначалник уште немате решено. Се споменува Јанаки Митровски. Не можам за имиња, бидејќи се во моментов се разговара и се договараат и коалиции. Со гром е речиси. Да го подржите Јакимовски во Карпош, да, а они кандидат да дарат за град Скопје. Во кои комбинации тоа ќе се договори прецизно. Секако е поддршката за него во Карпош, заеднички кандидат за град Скопје во други општини и така натаму. Со сега сам разговаравте ли повторно самостојно на минатите избори? Тоа се покажа меѓу другото како дел од тие пресудни елементи кои што му донесува пораз на Шилегов. Па да, јас тоа сум го објаснувал. Тоа беше неприроден процес кој по мене СДСМ го дозволи да две партии од владеачка коалиција настапат заедно, самостојно на локалните избори и во многу места, например во Битола, разликата со која загуби градоначалникот на СДСМ е колку што доби листата, односно кандидатот на ЛДП. И на многу други такви места, и тоа се покажа и по мене лош менеджмент на посилниот, поголемиот партнер. Во овој период исто така има некаква комуникација, но сериозни разговори или договор за коалицирање нема, како што гледам, впрочем, СДСМ нема ни со другите партии кои беа дел од коалицијата. Еве и Народна тргнува сама и не знам уште кои беа други партии. Решиле да се испробат, иако изборите се и математичка операција, секој глас е битен. Па да, имаше поинакви некои размислувања и во јавноста дел од нив беа пласирани дека ако веќе е актуелен Пенов, можеби СДСМ требаше да биде похрабар и да го подржи него или некој заеднички независен кандидат за да му парира на Ѓоргиевски. Еве, Орце Ѓоргиевски сега го прави тоа што можеби вие требало да го направите. Прави екипа, кабинет иден, во кој што се вклучени и представници на други партии. Еве, Ралев, кој што беше најзборуван, најспоменуван за кандидат за градоначалник, подржан од СДСМ, сега е дел од неговиот изборен штаб. Оглен Марина, исто така познат архитект. Се зборува и за
ако победи Георгиевски, дека ќе се консултира во најмала рака, ако сака и ќе го ангажира и поранешниот директор на Зоолошка градина Галетановски. Може би, добро, секој си има своја стратегија, своји принципи на настап. Овој пат така одлучи Социјалдемократскиот сојуз, така одлучиме и ние во Либерално-демократската партија. Може би е подобро. Марковски, вас ве консултира, професоре, некој од партиите за да ве поддржат од овие поголемите или никој немаше со вас комуникација? Што беше пресудно? Сега без разлика што во јавноста сте релативно позната, ама беше изненадување од кај сега Марковски? Од кај му да се кандидира? Или ова со подписите полесно сега, па тоа беше пресуда за да се два подписи доволно? Не, тоа уште не се знаеше и се уште не се знае со подписите, тоа воопшто не размислував на тоа. Пресудно беше да тоа што учесниците, односно активистите од независни заедно ми придоа и ми предложија да одам како независен кандидат кој ќе биде поддржан од нив. Со нив споделуваме многу заеднички вредности. Тоа беше всушност она иницијална каписла за да го направам решавачкиот чекор и да своето знаење, долгогодишно искуство, животно искуство, работно искуство, експертско искуство да му го понудам на градот, да понудам еден нов концепт кој досега не бил присутен, растоварен од разни коалиции, растоварен од, како што кажа господинот Пенов, математика, растоварен во гласовите, растоварен од весела математика, јас би рекол, која што после изборите создава проблеми. Ако ги погледнеме изборните циклуси во Македонија во последните 30 години откако започна непосредниот избор на градоначалник на градот Скопје, емпириски, односно врз основа на искуството, може да се извлечат два докази, односно две вистини апсолутни, кои што не може да се негираат, а тоа е дека досега Скопје немало вистински независен градоначалник и втората е состојбата во која што Скопје денес се наоѓа. Ова првото, Софо кај да го или друг систем имаше изборен тогаш? Па пред господин Пенов беше друг систем. Но како и да е, 30 години се еден навистина сериозен. Трифун каков беше? Па независен, поддржан, поддржан. Значи не сме имале вистински независен кандидат и јас искрено ви кажам, мене ми представува предизвик да бидамете првиот кој ќе оди на овие избори како на вистина независен кандидат. Никој не ме контактирал од поголемите партии, што може би ми е и предност во оваа фаза. И сметам дека ќе поставам еден нов концепт, една нова визија како треба да се раководи со градот и што е спасот за градот. Ние веќе во овие избори треба да и говориме за спас на градот. До тоа е дереже Скопје дојдено да некако развојот ни паѓа во сенка, иако сметам дека само со развојна компонента можеме и да го спасиме Скопје. Значи не можеме да градот, ова не е комплимент за Пенов. За да се спаси, значи веќе пред смрт градот дел од таа смрт се двата мандати на Пенов. Да, одамна е господинот Пенов како бил градоначалник, меѓутоа еве сите сме сведоци, мислам не е нешто ново да се каже дека градот не е онаков каков што би посакале да биде. Мислам тоа е евидентно и тука не може како дека тоа е едногласно. Од тоа тргаме во овие избори, сега кој каква понуда ќе даде, кој каков концепт ќе понуди. Според мене, независноста дава шанса да носите одлуки кои што сметате дека се најдобри за градот. Неоптоварени со разни партиски калкулации, односно земање предвид на некакви други интереси. Ај медицинска терминологија, кога велите спас, до таму е дојдено за вештачко дишење, за електрошокови, или за ампутација, или може со медикаменти, со лекови да се реши ситуација? Мислам дека се работи веќе за хронични болести на градот и таму треба на вистина еден посериозен медицински третман, почнувајќи од тоа што градот ни се гуши, за тоа сме сведоци, тука нема дилема. Градот е тоне во смет и тука сме едногласни сите.
и градот почна да се суши ова лето. Да се суши. Да, затоа што видовме дека недостасува вода. Не само треба да ќе почне луѓето да чувствуваат таа суша, и видовме дека веќе ни се јавуваат и многу сериозни инфраструктурни проблеми. Не е само сообраќајот сега, туку сега одеднаш и водоснабдувањето на градот стана проблем. Стана актуелно ова. И тоа е со тенденција дека ќе биде полошо. Ампутација споменав. Па Ке рушите како Емирама, ќе бидете похрабри. Да се обидеме Или... дека не е во ингеренција на градот да руши, меѓутоа секако ќе водиме сметка за тоа како се гради, каде има дивоградби, тоа ќе биде евидентирано на еден мощен современ начин, секојдневно, достапно до јавноста, далеко од популизам, значи не сакам да прозвучам популистички, затоа си бара соодветни екипи, меѓутоа имајќи предвид дека дека веќе кубуриме со недостаток на стручен кадар, ќе мора да примениме некои нови технологии за да можеме да се справиме со овие девијантни појави во градот. Да ве подсетам само дека можете слободно да се уфрлате, не сме премногу, че нема некои правила 2 минути, можете слободно да зборувате, ако имате некоја реакција, реплика и така натаму, и за Пенов, и за Мециновик, и за Марковски Баш. Ќе се обидам да не бидам премногу долг, затоа што знам како тоа изгледа во очите на други. Да. Ке имам уште еден круг околу вашите биографии, ставови, лична појава во јавност и така натаму, но да продолжиме со Мециновик. 96-та си роден. Да. Тоаш градоначалник стана Пенов. Апсолутно, да. Знаеш, тоа испита биографија, како што знаеш за Скопје, каква била првата локална самоуправа, дека Фуфо го споменавме, Кекеновски, кои беа првите, Константинов, или Знаете потреба како? се обременуваш од... Па не, знаете како Историјата тоа е многу битна сега, деме, кој не е влада историјата не може да да успее во едината се. Вака, пред се ви благодарам за поканата во ова ново студио, честе да се гостува и се надам дека ќе имаме пријатен разговори. Баш ми се свиѓа како почнавте, да јас сум роден 96-та, кога всушност и почнал мандатот на господинот Пенов, и јас во мојот живот се што знам е владењето на оваа констелација на политички партии, тоа е ВМРО, СДС и сите партии кои владееле со нас во изминатите 30 години. Во однос на тоа што ние ќе го понудиме нема да биде аморфно, нема да биде шпекулативно, туку многу јасно. Ние во јавноста дадовме сигнал, и тоа мислам дека е доста разбирливо за граѓаните на Скопје, дека ако сакат да се спротистават на ВМРО ДПМН, тогаш левица е изборот. Затоа што во изминатата година и пол, од каде што и доаѓам од собранието, СДСМ и нивната коалиција беа многу кротка опозиција. Ние имаме година и пол дена макутрапна борба против ВМРО ДПМН, така да ако сакаме да се спротиставиме на владењето на ВМРО ДПМН, кое е реалност во изминатите 4 години во Скопје, тогаш левица е јасна опција, додека левица нуди и подава рака за соработка со сите елементи кои се противат на оваа наша реалност во изминатите 35 години. И баш затоа што сме на таа линија, ние верувам дека и сами се прецепираме како контрадикција на сето тоа што се има случувано во град Скопје во изминатите 35 години, и сме резултат на една нова политичка генерација која процесите сами ја имаат создадено, затоа што, например, јас пред некое време дознав дека во спортскиот центар Кале во 56-та имало светско првенство во хокеј, например. 67. На хокеј? Да, на хокеј имало... Јас знаем за Шаковска олимпијада, знаем за Борички. Це група у Словенија, да, во Љубљана. Ете, вие знаете подобро. Значи имало светско... Да, имало светско првенство во хокеј. Денеска зборуваат нашите кандидати за градоначалници низ општините. Светско првенство во кошарка у Љубљана 70-та се изгради работнички салата, овде играше една група. И замислете го. Данео кога се. Да. И замислете го. Они не беа во Скопје, но други држави репрезентации. Други репрезентации играат тука. И замислете го сето тоа, значи сме имале такви ситуации во Скопје. Денеска кога зборуваат кандидатите за градоначалници, зборуваат во некој ново говор ќе отвориме мултифункционални спортски сали. Тоа е Партизан, например, Партизан во Чаир, каде што јас имам израснато, тоа е мултифункционален спортска сала. Има и во Чаир Партизан. Значи ние имавме таму кошаркашки терен, имавме за пинг-понг, имавме за кикбокс, имаше, да.
Значи, се вика ДТВ, Друштво за телесно воспитување, така ли беше? Партизан, така. така да за нас кои сме родени 96-та кога почнала оваа приказна за новото ова Скопје, а сега ние се чувствуваме како затоа што предходело како да е од некоја древна заборавена цивилизација која веќе не постои тука. А тоа е Не се древни толку се. А тоа е директен резултат на партиите кои владееле со нас. Затоа, на овие избори, нудиме отворена платформа на јавниот интерес, која ќе се спротистави на сите политики кои се водени во овој град во изминатите 35 години. Тоа се политиките на приватниот интерес, тоа се политиките на разградувањето на капацитетите на град Скопје, на корупцијата која владее со град Скопје и клиентелизмот кој го имаат воспоставено партиите. И верувам дека во овие избори, и особено во вториот круг, мислам дека ќе подадеме рака кон сите елементи кои се спротиставени на ВМРО СДСМ и целиот летечки циркус околу нив, за конечно да победи визијата за Скопје. Не ми пречи тоа што е Васко Ефтов најчесто ве нарекуваат Ципрас, а Ципрас и Заев го сменија името, така ви импонира кога ве нарекуваат Ципрас или? Па не ми импонира апсолутно, посебно затоа што имаме, мислам, сега е актуелен Мамдани во Њу Јорк, мислам, не знам дали тоа го пратите. Аха. Да, ние сега ете на него се угледуваме малце повеќе од Ципрас, ама ете тоа е, Мислам, за мислам. Мамдани има и други информации, окей, не. Да. Столе, Емир забора... Амар, Амар, да. Извини. Дека и ти си представник на политичка партија. Да, апсолутно, да. Така да, таков е системот. Сите ќе бидеме представници на нешто или независни. Работата е што ќе направиме. Говориме за светските првенства, за Олимпијадата. Сега имавме Олимпијада, се обрукавме. А да, младите, да. До година имаме Скопје, град на Во култура. 2028. Седма, Не е мислам. битно, ама е седма. сега. Добро. Да. Колку време имаме да се подготвим? Многу кратко. Значи, јас се обидов да учествувам универзална сала да изградиме, 18 месеци беше рокот за да се изгради. Сега да стартува, ние во годината на Скопје, Европски град на култура, немаме универзална сала. Сакам да речам, ајде да се свртиме кон... Зошто според вас не се изгради универзална? А, тоа се Партиски препукување. партиски, Апсолутно. политички... Ма чекайте, прво беше на град Скопје, па ја презема култура, Затоа па ќе ја што- вратат, па сега пак Само култура ќе ја Столе презема. да Ама ти и со објаснам. салата беше спортска, па ја презема. Градот ја даде на... Ама тогаш што работувате, сега се видувам да... Еве, ај и на салата Борис Борис Трајковски ќе ви објавам, дојде Трифун Костовски, не кеше да ја гради. Као сум му оставил ја него долг, обврска... Градот Скопје ја почна. Јас. И ја потоа ја презеде владата на ВМРО, ја изгради. Не е важно тоа. Важно е универзалната сала, говориш. Градот Скопје не кеше да ја гради. Јас како министер за локална отидов да ја побарам, да ја изградиме. Пари владата префрлила, стојат на сметка и За наменски. За... не се гради. Била ризична, била ваква, била таква, не се само партиски. Значи и лични се. Апсолутно, А, тоа се професоре, приватни интереси во политика, првиот- тоа се Тука приватни засегната интереси во беше и политиката. фелата. Данела велеше граначинска дека не били изградени добро, тие биле ризични столбови, проекти. Се решава столето. Ако Дури ве навредуваше како фела. Политиката почна премногу да навлегува во нешто во што не се разбира и оттаму и тие конфузии. Истото беше и со мостот Беласица, истото и со универзална сала. Има некои апсурдни ситуации кои, сега не сакам да ги спомнувам од колегијална гледна точка, меѓутоа универзална сала има две анализи за незината состојба од иста компанија направени со два различни заклучоци. И никому ништо. да ги имаше во јавност, И ги никому ништо. читавме. Како не треба да биде никому ништо. Не треба да биде, ама е така е. Значи, Но, политиката... знаете што е- Политиката изигра, значи, пак ќе кажам, политичарите, тука е мешано и личности, се разбира, склоности, меѓусебни лични конфронтации и така натаму, одигра до сега негативна улога. Логично е да се запраша оној што ќе треба ливчето да го стави во кутија на 19 октомври,
да се запрашат дали мисли дека сега одеднаш сето тоа ќе се коригира и ќе почне да тече мед и млеко од истата она опција која досега го довела Скопје во ваква ситуација. Да од Скопје град на Олимпијада, град на светско првенство, град на нешто, да Скопје не може да изгради универзална сала, еден објект кој што, како да ви кажам, се гради за една година. Што е универзална сала? Апсолутно. Како предизвика тоа? Да не зборуваме за други. Капиталниот, најкапитален проект во Скопје моментално е пречистителната станица. Тоа чини, па за тоа се скара Данела централна. И сега која е асоциацијата прва на овој капитален проект? Корупција, карање помеѓу еден, друг, трет. Рачињата во мерот тоа. Имено Столе да се надоврзам на ова. Сега ние и во дебати и во разговори што си ги имаме со луѓе, нови визии, нови... Јас сега ќе ви набројам, ако не сум предолг, 10 проекти многу битни за кои се обезбедени пари, за кои има проекти. Ама нема политичка волја. Не сака да ги работи. Апсолутно. Значи, подземниот премин под Рамстор. Кај Лимак, да. Сообраќајот направен под Лимак. Инвеститорот го има изградено тоа. Треба да го извадиме да... И треба ротонди да се направат две или три. Да. Кружни текови. 2 моста стојат во Скопје. Изградени. Таму со експроприацијата проблема. Неважно, се решава. И па еве 2 мандата помина, не се решава. Ама не сака да го решава. Не сака да го решава. Пречистителната станица. Тоа било во фаза на изградба, се градело, така? Не. Дури сега општините Газибабе и аеродром ги усвоија дуповите со кои возможија да отпочне градбата. Дури сега? Да. БТР системот. 75 милиони евра стојат на сметка. Од Европска банка. Не се користат. Да, ма сите тие работи, тоа е затоа што генерално ние понекогаш мислиме дека институциите имаат обврска да ги извршуваат своите дејности, па било што било. Но тоа не е така. Политиката има име и политиката има луѓе кои преку политичка волја го кочат тоа. Кога се случи расколот помеѓу Мицковски и Данела, тогаш видовме дека кај нас има растројство помеѓу институциите. Блокадата настане уште пред да настане расколот. Дека апсолутно, дека тие можат да бидат блокирани. И пречистителната и БТР-от беа блокирани и пред. Така е. И тогаш заклучокот, здраворазумскиот заклучок е дека опциите кои владееле со нас во сите изминати години, дека не се повторна опција, затоа што така ќе го продлабочиме, ќе продлабочиме агонијата во која живееме и во која една цела генерација Скопјани има израснато. Апсолутно се согласувам, треба да се бараат нови опции. Апсолутно. Така е и во случајот со новиот претендент за градоначалникот ВМРО ДПМН, кој ништо на нас не ни гарантира дека после во внатрепартиски препокувања во ВМРО градот пак нема да остане заглавен. Данела беше нивен кандидат. Потоа ние ќе треба да, апсолутно, ама тоа е реалноста која имаме во овој совет. Треба да проверуваме дали советниците ќе бидат на Мицковски или на Ѓоргиевски за да знаеме што ќе се случи со градот. Значи ние веќе имаме резултати во градот. И имате искуство, вие сте биле во советот советник, да. Во совет кој се однесуваше деструктивно кон сопствените предпријатија, во совет кој се однесуваше деструктивно кон сопствените граѓани кои му го доверија мандатот. Важевте за поддржувачи на Данела, па не важевме за сега дали ќе ставите на листа сега кој ќе не. Апсолутно не важевме за поддржувачи и имавте 2 или 3 директорски места, односно функционерски места во локалната самоуправа. Во 2021 година ќе се посетите дека помеѓу првиот и вториот круг му висеше премиерското место на Заев во еден меѓупростор, затоа што тој најави дека ако изгуби во град Скопје дека ќе отиде. Да, и тогаш ние од политичка прагма апсолутно ја поддржавме Данела во вториот круг и тоа е апсолутна вистина затоа што ние бевме противник на СДСМ, ние до ден денес сме противник на СДСМ и на ВМРО ДПМН. На целиот тој мастадонт кој владее со нас. Данела беше на ВМРО ДПМН. Да, ама пак ви велам, значи ние никогаш не бевме понатаму во некоја соработка експлицитна. Тоа е на ВМРО ДПМН кандидат. Значи сте му завршили на ВМРО ДПМН
работа. Не, му ја завршивме кариерата на Зоран Заев, а сега ВМРО ДПМН што му ја продолжува и што му дозволува тој да владее преку негови некои прокси елементи во СДСМ, а не го апсат како што најавуваат, е друга работа, да. Ние сме за друг тип разговор. Да, Самите велиме да не градов да завршам со мислам, или тоа е пракса на парламентот. Многу се мали сиромашни тие биографиите. Пишува која си роден, кажавме, и во парламентот. Што има работено Мециновиќ? Или советник, односно пратеник е работно место, советник е хонорарно. Тоа ви е прво работно место. И партија претходно сте имале некоја освен? Не, јас доаѓам од СДСМ, мал сте за Лига за демократија, за да. Не, јас доаѓам од семејство со самохран родител. Уште од 17 години имам летни работи, значи имам работено и во градежништво, имам работено на бензински пумпи, после од 19 години натаму имам работено во кол центри, имам работено во диспеч центри, значи генерално во странски фирми кои работат на македонскиот пазар и кои експлоатираат македонски млади заради тоа си млади луѓе. Така марксист. И заради реалноста која ни имаат оставено предходните градоначалници во град Скопје, апсолутно. Така да имам работено и на некои поединечни проекти, со различни дури и невладини организации, значи еден типичен пат мислам дека на млад човек од мојата генерација во град Скопје, инаку немам претходна партија. Што ви текна вие да бидете кандидат, или тоа ви се политика секаде, затоа што сакате да се наметите како голема, како значајна партија, мора секаде да имате некако порано советници, само да ловите советнички листи. Можевте после Перока ми каза, Владко Стефановски, Сашо Тасевски глумец. Да. Или Спасен Сијановски, сега он е така актуелен со Јанчев за српските и македонските пејачи, така со силен патриотски навој. Можевте него да го кандидирате. Во мојот случај Левица одлучи за мојата кандидатура, уште на првото интервју во Сител јас тоа го спомнав, на едно лично ниво мене Не Спасен ви го спомнав да не се зафркнете затоа што сега излегува дека нема се бори за македонските пејачи, по кафани растура српски турбофолк. Да, така да повторно, значи мојата кандидатура е производ на внатрешно партиски процес во Левица. Зошто настапуваме сега со така наречено првата постава на овие избори? Тоа е затоа што сакаме да го замениме за секогаш балансот во левиот политички блок. И тоа се случува. Тоа се случува веќе во изминатите години и пол дена. Ние сме прилично самоуверени дека ќе имаме подобар резултат од СДС на многу места, а веќе во втор круг може се да се случи, затоа што мислам дека да не спомнам некои ситуации, ама од март навака мислам дека народот е доста излезен од илузијата на магепсаниот круг. ВМРО ДПМН демек ви критикуваше, ама сепак ви направи евала во обратна смисла. Демек вие сте кандидиран за да го спречите Георгиевски да победи уште во првиот круг. Значи тоа е комплимент за вас. Дека сте спотер на ДУИ на СДСМ за да го спречите, да ја спречите победата во првиот круг на Георгиевски. И парламентарната демократија е заговор против ВМРО ДПМН да не владее за секогаш. Значи така оние разбираат парламентарната демократија. Има политичка логика со СДСМ и ДУИ да се договори. Но тоа е многу убаво, затоа што првично тие мислеа дека градоначалникот на град Скопје ќе добие божји мандат, а не дека ќе излезе пред граѓаните. Веќе гледаме дека Орце Георгиевски настапува како градоначалник на град Скопје, оди на Вардариште, ги координира градоначалниците други. Но тоа не е така. Ние ќе излеземе на избори, очигледно дека тоа што го наметнува како наратив дека ќе има победа во прв круг, веќе тоа не име толку баш сигурно, и тоа нас не радува, затоа што повторно нашата идеја е да понудиме платформа против приватниот интерес кој владее со нас преку ВМРО ДПМН и СДСМ. Вториот круг ќе гласате за Шукова или за Георгиевски, или за ако не влезете вие, или за... Јас само една работа ќе кажам. Ние подаваме рака на соработка. Често е пред граѓаните да го кажете тоа. На сите елементи во општеството кои се противат на досегашната политичка констелација. Значи ние имаме соработувано со многу независни листи во изминатите 4 години на локално ниво. Така беше и во град Скопје.
Ние гласавме Марковски треба во предност да биде. заедно, ние гласавме заедно иницијативи со независните во град Скопје. Така да ние подаваме рака на соработка кон сите кои не се дел од ВМРО, ДПМН, СДСМ дуото. Но во нашиот случај ние сме прилично сигурни дека ќе се најдеме на гласачкото ливче во вториот круг. Интересна е политиката, чудна е. Знае и некојаш против да се врати како бумеранг. Во стилот не ме гледа што правам, слушаме што зборувам. Вашиот лидер Апасиев 21 која беше, викаше на сите пратеници да си поднесат одма оставка Добро. ако се кандидираат за градоначалник. Во нашата македонска политичка историја на локалната самоуправа Лабуништа го направи тоа. Се откажа со села која беше во Струга од пратеничко место за да се кандидира за градоначалник. Други мислам дека нема и Касами мислам дека сега нема држат. Нека сами беше и пратеник и градоначалник во еден момент кога го зема мандатот од ДИК во 2024 па си даде оставка од Таа пратеничкото тема место. беше актуелна и на претходните избори, кога се кандидира пратеници за градоначалници од ВМРО, ДПМН и од СДСМ, никој не си даде оставка. Сега Апасија вели во 21 сега исто ли го мисли? Вака ќе ви дадам Пратеник станува, ама тука има една друга работа. Мислам дека треба до крај да се прочита тоа што го напишал и што го рекол Апасиев. Тоа важи и отпосле, ако ги изгубите изборите, односно ако не победите за градоначалник, да ја напуштите пратеничката функција, затоа што, како што пишува Апасиев, ако не сте вреден да победите за градоначалник, тоаш не сте вреден да останете и пратеник. апсолутно и вака ќе одговорам. Значи прво јас бев носител на изборна единица 2 на минатите парламентарни избори, така да јас веќе добив легитимен мандат како пратеник. Во поглед на оваа тема која ќе се отвара, верувам, во овој изборен циклус, Да ги испукаме подобро тоа тие беше работи, тоа да. беше честитката која ВМРО ДПМН ми ја упати одма за кандидатура, као ајде еве сега дај оставка. Значи тоа е политички преседан. Димитар Апасиев во 2021 повикува на принципи кои постојат во политичката логика и во политикологијата, но тој е политички преседан кој веќе е поставен. Значи тоа што нашите политички противници ќе го постават како политички преседан, Да, не ние го прифатите. можеме Разбирам. да го искористиме против нив. Таму каде што нема да ги следиме е во нивните криминални преседани, затоа што таму се тие експерти и најдобро го знаат криминалот и корупцијата, таму нема да ги следиме. Не се, ова ќе биде тема која ВМРО ДПМН ќе ја наметнува за да избега од вистинската дебата, а тоа се резултатите во град Скопје, животот на просечниот скопјанец кој е се полош. Просечниот скопјанец живее се полош. Тие на кои Што им да се кажем, обраќаат, просечниот во Кривогаштани и во Скопје според Ужасно. статистика има многу повисоки просеци на плати од Барем има Крато, од Валандо. барем има чист воздух. Баш. Апсолутно. За утеха. Ако има секаде се, тоа е прешено. Скопје во многу сериозна состојба. Па, Да не се шегуваме. не е воздухот Нема шега. нешто понезагадени во Луѓе има Тетово. статистика дека луѓе умираат се повеќе од Тоа се- загадување. Тоа се тешки факти, тоа тако е така. И ние тоа 3700 луѓе, ако тема не на грешам. разговор во градов. Отвараме дебати што да правиме. Како побрзо да го решиме тој проблем. А не само адхок да носиме популистички мерки, инвертери, ова нешто што не функционира. Трошиме грдни пари за нешто што не дава никаков ефект. Што е ургентно? Тоа е приоритет над приоритетите според вас. Апсолутно. Загадувањето. Ти гледам сите во овие дебати што ги отвараат Да, предизборно не е да се тешко. исчисти градот, да се исчисти градот. Тука е лоша состојбата Што не е во тој лошо. дел на Скопје, што им ни олесни на кандидатите да имаме многу дефинирани јасни таргети што ќе ни биде приоритет. Значи, сега ние не можеме да зборуваме за Скопје да организираме првенство во кајак на диви води, тоа да ни биде фокус, а од друга страна кај ќе ги донесеме тие кајакари, ќе се исполтрујат во градот. А да не зборуваме Ние греф за нас, направивме, а И греф тоа, направи- и тоа се држеше во и Скопје. тоа се држи, затоа и го спомнав. Тогаш греф И голем сум направивме да со гледам, децата. така Тогаш голем греф направивме што децата млади 5-16 години ги донесовме на Олимпијада во Скопје да се стројат. Апсолутно. Среќа беше лето, па загадувањето е помало. Значи, шега на страна. А жештината ги Шега изгоди. на страна. Да. Загадувањето е огромен проблем. Видете колку мали деца ни патат од разни алергии. Тоа не е случајно. А скоро ме не бројат на Да, и ние тоа како го ставаме настрана, се расправаме за некои тотално небитни или споредни работи, се губи енергија, се прават спинови, а нема некој да се нафати да рече загадувањето процентуално е од ова е толку, од ова е толку, од ова е толку, од ова е толку. Дајте сега
Да видиме што правиме. За една година да го намалиме 10%, за 2 години да го намалиме 30%, ама да го намалиме. Видите, Ние мене ништо не секој што ми е Знаете како да се уфрлам во ова? Неспорно е дека е приоритет број 1 загадувањето. Но ние не може да останеме во понудата, ќе го решаваме. Значи, мора секој да се посвети и да ги предложи начините на Така ќе биде. во, не знам, километри топлификацијска мрежа, која ќе овозможи тие куќи кои се на дрва да се Да, греат. веќе зборуваме за решение, за терапија, не само за диагноза. Мора да имам. Мора некој кандидат да излезе храбро и да каже јас ќе затворам цементара. Кога сме... Не, да дислоцирам. ето, Имаше нешто- таков предлог за, нешто- за железара на нешто. предходните избори, да. Сега се шушка дека таа во загревањето, во не знам што загадува. А никаде филтри ставија, мислам, никаде во скапи светот во центар на град немаш ти таков или таа ми дојде прва, ја немам ништо против цементаријам, против низиното загадување, или ќе ги преиспитам сите дозволи. Или ќе се префрлам на друга тема, ја спомна Мециновиќ, од март се случува. А што ние ќе правиме во Скопје визави март, што се случи во Кочани? Презема ли некој нешто? Ветува ли Ако некој имам нешто? тоа како тема... Кој е тоа тој на овие граѓани што ќе им гарантира дека таму кај што ќе влезат се заштитени? Се случи ли тоа ресетирање и законско и менталитетно? Тоа и... ние сме го преживеале. Скопје доживеал земјотрес и дал одговор на тоа системски преку ИЗИС, преку факултетот, струката, така е, Сега исчезна струка. И преку планирање. Сега и политичката волја, која се Апсолутно. применуваше 100%. Предпоставувам и денес се применуват и говорат дека тоа не е прескапа работа, армирањето и сеизмиката, не знам, но заштитата од таквите непогоди како ова што се случи од Кочани, кој ќе ја преземе? И со кои мерки? Да, не Пака ќе можеме морам децата да ги оставиме без забава, без Не, дискотеки. не ама само треба. децата, Столе, имаш ти работа. има разни места каде што се собираат, каде што работат, каде што Го имаме зборувано ова во Советот Тие во простори 2022 мора- година. Јас- Професорот само... Јас ќе ви кажам од моје лично искуство надвор од политиката. Во Изгейт, кога се правеше, тој ми е бизнисот, да речем, се применува материјали кои треба да штитат или да го забават пожарот. А огноотпорни. Нешто така, не други... Негорливи. Негорливи или бавно согорливи. Покрај молот што си прави прскалки или не знам што. Да, системи своји. Тоа не се сеќам дека кога влегувавме во Сити Мол се случи. Кога влегувавме во Рамстор не се сеќам. Во Даймонд не знам. Што некој треба повторно Како стандард да го провери. За да не дојде до превентивно да... Знаете што е најстрашното? Во 2022 година јас бев советник кога на седница зборувавме за дискотеките кај зоолошката градина. Ние тогаш посочивме дека тие дискотеки немаат лиценца од Министерство за економија, немаат дозвола за работа. На Те тој разбирам. факт, Ти сите говориш беа за слепи. за Пред Кочани сте зборувале за... Апсолутно. Не, Значи ве охрабрувам да го провери тоа. Јас како советник го зборував во 2022, баш затоа што е... Вие говорите за документи. Ќе извади Али треба ли тие документи да ги има воопшто? А ако ги нема, тогаш како ние му дозволуваме Јас да работи? говорам за реална состојба. Прво, тоа не беше трагедија. Тоа беше временска бомба која во еден момент ќе експлодираше. Можеме секако. Затоа Ама што институциите... Да, можете да се надам. Генерално, бидејќи примерите се бројни. Ако почнеме да набројуваме, јас се согласувам дека некојаш и врз база на примери може да... Пред това што сакате да го кажете, едно да ми кажете, вие сте од струката што ви рекле. Мене тоа не ми е јасно. Скопје има
500-600 илјади. Да биде на исто ниво на загаденост. Што е некој проклество ли е? Што се случува или намерно? На ниво на исто на загаденост со Бомба или Мумбај или со кои што имаат по 20 милиони жители. Мене тоа не ми е Комплексен е столе проблемот. 100.000 нови стари возила влегува во Скопје. Абе, не- сиромашните се криви, сигурно. Не зборуваме за сиромашни или не, за стандарди зборуваме. Не преземање на мерки. Колку години зборуваме ние за загада? нон стоп е. Апсолутно. Една мерка, Така е. конкретна, дали е преземена? И јас ќе ви кажем и назад отидем. До 2005 во ЈСП автобуси имаше на газ. Сега нема. Ние одиме назад. Назад Нема. одим. Отидовме на нафта, на дизел. Генерално, она што недостасува и зашто сум сигурен дека е една од причините за сето ова што не се случува, е поставување на партиски, нестручни кадри на раководни места на институции. Колку е битен градоначалникот на Скопје, барем толку се битни директори на комунални предпријатија, на јавни предпријатија, на институции, затоа што таму се водат тие борби со секојдневните проблеми. Градоначалникот е да постави визија, да го постави правецот. Да бе, значи, да. Значи немаше градоначалник сега да се занимава со дискотека, дали имала лиценца или немала лиценца. Ама затоа се постојат инспекции, постојат тела кои што треба тоа да го решат. Стручноста е многу важна. Тоа кај нас се занемари. Кај нас стана битно партиски кадар, што и да е, само да е од партија која е во коалиција, која нели ја направила математиката пред избори, тоа е доволно. А како- Зошто, извинете што ве прекинувам, Не може. зошто е побитно да биде партиски човек, отколку некој квалитетен кој е од друга партија? Или кој не е воопшто од Така е. партиски определен? Што е подобро за градот? Добро, дали фелата треба тука да чувствува вина, затоа што дали како зборат да чувствува како причина за загадувањето е тие зидови проектански што се направени градежнички. Ама политиката, апсолутно. Па ние немаме струка во урбанизмот, ние имаме нарачен урбанизам. Кој ги нарачува урбанистичките планови? Тоа е прво нешто што треба да се симне, да се од законска регулатива. Кај нас урбанистичките планови се нарачени од потенцијалниот инвеститор. Не, кој ги прави? А па сега кој ги прави? Да, јас сум го пишувал ова, сум кажал дека постои и инженерска, односно урбанистичка, односно архитектонска проституција. Луѓето Да, за мали тоа е. пари се продаваат. Или Кај ето си го корупција, продаваат. зашто Тоа само... е ама тоа е корупција. Апсолутно. Само со еден поинаков израз, малце позвучен за да ни го одземе вниманието. Па да не ги навредиме проститутките. Тоа е Да не ги на време проститутките, точно така. Затоа што погрдо е ова што се случува овде кај нас. Што очекуваме од урбанистички план кој е нарачан од инвеститор кој сака, кој му е единствена цел да заработи што повеќе? Очекуваме квалитет на живот, очекуваме да се запазат стандардите на живење. Па еве што добивме. Еве што добиваме. Треска, Аумина, да не набројувам. Тоа град ли е тоа? Каде што профитот е единствено мерило за успех. Не квалитетот на живот. Са Кочани сакавте нешто да кажете. Кога зборувавме? Да, Кочани е Македонија, Made in Macedonија проблем. Точно, Македонија во мало, во една дискотека сместена Македонија. Ништо од во Кочани нема легално. Се е напад. Се е напад. Па, Тоа е типично за и Македонија. во Скопје, Важи Димоград, ако се се- сврнете, ќе препознаете Па не, па ние. на секој нема чекор. разлика. Зашто ги затворија дискотеките во Скопје? Затоа што ни една... Затоа што сваќа дека контролата ќе ми ја затвори и ќе плати Така е. казна. И графите се повлекуваат. Можете ли да замислите во главен град главните ресторани, дискотеки, клубови да ги немаат основните мерки за заштита на луѓето од пожар? Тоа е незамисливо. Само ќе ми дадете, ако може да Значи, искоментирам само за... да заклучам една реченица, извинете. Стручни луѓе на стручни места. Тоа е она за што ја се задавам во оваа кампања. Мене да ме става директор на клинички центар. Сега затоа што сум бил од партијата која што добила на избори. Па јас додека го сватам концептот на јавното здравје, мене ми помина пола мандат. За загадувањето само сакам да дадам еден коментар затоа што во Советот во минатиот мандат имаше еден момент каде што Советот изгласа 15 мерки за намалување на ефектите од загадувањето. Ние ги изгласавме тие мерки, а Данела ги поништи. Ги поништи вон ингеренциите на деловникот и не ги спроведе.
Во друга ситуација, кога изгласавме вонреден инспекцијски надзор на УСИЕ, добивме одговор од инспекцијските служби во градот дека тие немаат лиценца да му вршат инспекцијски надзор на УСИЕ, дека тоа може само да го прават инспекциите во Министерството за животна средина. И јас до ден денеска мислам дека вистинската одговорност е кај Министерството за животна средина и на ниво на влада. Ама не можеме да бидеме слепи на фактот дека граѓаните на Скопје непосредно како првостепено го обвинуваат град Скопје затоа што гледаат дека во град Скопје не се прави ништо барем да се оди во насока во намалување на ефектите на аерозагадувањето. Сакам да го сврзам ова во финалето кое се случи во собранието оваа зима, ако се сеќавате, кога опозицијата имаше обид да направиме надзорна расправа за аерозагадувањето и владеачката коалиција тоа го блокираше. Ние на таа надзорна расправа го повикавме премиерот, ама и го повикавме директорот на цементара УСИЕ. И едноставно никој не дојде во највисоката инстанца за контрола на работите, тоа што треба да биде собранието, тоест надзор врз работата на органите на државната управа. Владеачкото мнозинство не сакаше да ја дозволи таа надзорна расправа, затоа што со тоа директно се покажува дека има приватен интерес во ова што го живеат нашите граѓани. Нашите граѓани дишат екстремно неквалитетен воздух, затоа што на неколкумина поединци тоа им генерира вртоглави суми на профит. Ние, за да живеат малкумина луѓе екстравагантно, ние имаме по 3700 жртви годишно од ефектите на аерозагадувањето. И се додека тие луѓе ја држат политичката моќ во овој град, ние никогаш нема да продишеме. И можеме да разговараме уште 29 години, еве од 96 до денес, уште 29 години и стручната фела да ни укажува на милион работи, ние ништо нема да решиме ако продолжиме да ги гласаме политичарите чии спонзори се нашите загадувачи. Па вие знаете ли дека УСИЕ е донатор во кампањите на ВМРО ДПМН? И после очекуваме дека ВМРО ДПМН ќе му направи нешто на УСИЕ? Апсолутно не. Тоа нема да се случи. А јасни се одговорите кои може градот да ги даде. Градот прво треба да оди во насока на гасификација на своите институции. Понатаму градот треба да се охрабри, да постави мерни станци таму каде што треба да. Ова е застарено веќе со гасот. И гасот Ама не бил толку екологистите- нежен. Сега има други ситуации. Јас апропо ова, 2-3 бројки кои што се коренот на овој проблем. Јас се запрепастив во извештаите дека минатата година градот Скопје имал јавни набавки за само 7 милиони евра. Мислам дека ве разбирам, ама објаснете го. Тоа дека значи- не работеле ништо. Тоа значи не работеле ништо. Што се 7 милиони евра за толкав град во цела година? Значи немало проект, не е тендерира, не е правено ништо. Неактивноста. Неактивност. Втора бројка поразителна. Скопски водовод минатата година покажува помал приход од претходната година. Замислете. Намалене жители не е, мислам. Не, број на станови е зголемен, број на количина на потрошувачка на вода А зголемен. потрошувачката е зголемен. Па да. Природно. Чи не наплакеле, се краде вода, се губи, не знам. Неодговорен однос кон системот кон водата. Кога водовод Светска банка го лоцира при анализата кога јас бев град, како златната кокошка на градот Скопје. Сега да бидам Тогаш слободен, имаше- кога сакавте да го приватизирате или така? Тоа вие се уште од тие политикански напади, никаква приватизација немаше, бара менаџер на меѓународен конкурс. Тоа е веќе друга работа. Тоа медиумски отиде приватизација, се откажавме, не е важно. Не е важно. И на овој начин тој кој што ќе го намали приходот не може понатамо да биде. Бидејќи ти што е твоја работа? Да го одржуваш системот и да наплатиш водата. А цената во Скопје мислам дека е меѓу најскапите Јас во Македонија. помнам, еве, кога сме веќе кај водовод, помнам време кога беше престиж градежен инженер да се вработи во водовод.
престижно работно место. И со плата, и со И со предизвик, плата, и и со со... позиција, и со можност за напредување. И јас затегнав луѓе кои знаеја. Кои знае, кои мрежата ја знае напамет, кои точно знае каде, каква цевка поминува, каде се шахтите, што е битно, што е побитно, што е небитно и така натаму. Што доведе суровата партизација? Доведе да вистинските експерти или да ги натера да си заминат, затоа што увидоа дека нема Сигурно има Има внатре и уште како кои има. не им даваат Имено. да одлучуваат. Или да си заминат, да ги потиснат, или да се останат, да се пасивизираат, или третата опција да се продадат на оној што раководи со институцијата, па да му ги покриваат грешките со инженерски печати. Тоа се тие три опции што доведаа до ова дереже до кое што сме. Не може институции стручни да се водат од нестручни луѓе. Што сакаме можеме да зборуваме. Струката е многу битна во градот, побитна од политиката. Што Јас разбирам поправо бил политика, Пенов да го државна пофалиме која барал менаџер на меѓународен конкурс да менаџира да раководи со Така, значи во водовод. однос на инженерскиот како се решава проблемот со загадување? Значи потребен е инженерски приод. Што прво треба да се направи? Форензика да видиме од каде потекнува загадувањето. А милион анализи излегува. Што не су прочитал до Отворена сега? стручна анализа со Рударски факултет, Штип, со не знам овој мониторинг, факултет. Добро, ќе се анализираат сите. Ако сите имаат иста линија, значи веројатноста дека тоа точно е голема. Ама ако се да. Јас во однос на големите индустријски објекти, ако во Скопје ги нема многу индустријски Веќе, да. веќе, за жал или за среќа веќе, не знам како да се изразам. За мене тој полесен, ако е тоа причина, тоа е за мене полесен проблем. Тога се носи закон или што и да е, 5-6 филтри ќе го решат проблемот. Проблемот е поголем ако излезе дека загадувач има повеќе. А тоа е факт. Ете, не сакам да навлегувам. И социјален аспект тука, и Апсолутно, сиромаштија, и... човечки, како на сиромашен човек ќе му речете немој да гориш Така е, иверка, така е. што да смрзне човекот? Така е. Што треба да прави? Ние треба да најдеме начин како на тој човек да му помогнеме да пристојно живее и да самиот свати дека ако продолжи да употребува такви отровни материи, дека тоа е штетно за него, за неговите деца, за неговите блиски околни објекти. Па може би филтри на оџаците треба да му купите, да. Значи, значи постојат технички мерки, но прво треба точно да видиме што е. Сигурно е од се по нешто. Да му Не може субвенционирате биде само квалитетни дрва, па- парно до секаде, не знам. Ние што направивме, дадовме пари да купат инвертери. Што сме направили? Ништо не направивме. Само потрошивме пари, буџетски. Кои ги користат за ладење, а повторно на... Аха, за грејење не ги користат. Ние дозволивме сите нови објекти од 90-тите наваму, од 2000 не е важно, да имаат право да бираат дали да се приклучат на топловодната мрежа или не. Па, Не е господинот задолжително. Пенов, а и вие сигурно помниме времења кога не те прашуваат дали ти сакаш да се приклучиш. Зградата е приклучена на топлификација тогаш. И крај на приказната. После тоа... Сега за да новите повторно- згради не се приклучени на... Не. У центар градат згради кои не се Ама приклучуваат што ќе на, се А греат? знаете зашто? На струја. на инвертори, на На струја. струја. И трошиме ресурс кој е критичен, а имаме топлани кои А работат. зошто го правите? Па заради интересот на профитот. Поскапо е. Затоа што ако треба да им вградите топловодно грејење, тогаш инвеститорот треба да ја плати да го плати 2-3 евра Помпи, инвестиција у Кредит радиатори. што знаете. Струјата станува опасни објектите од пожар затоа што капацитетите се големи, инсталацијата не е соодветна, значи се електрична бомба секоја зграда сама за себе. Има толку многу пропусти во целиот систем, исто и со паркирањето, дозволивме да се симулира паркирање, можевме овој сообраќаен и урбан хаос да го средиме само со една норма. Секој стан да има минимум еден паркинг. Во зградата. 1,2. Нека биде 1,1, нека биде, јас ќе видам ќе спуштам критериумот. Ама во зградата. Сега на тесна локација многу е тешко да обезбедите такви паркинзи. И вие ќе го ограничите. И уште полошо да ви кажам. Почна да се манипулира. Не, јас ќе уплатам за јавен паркинг,
не знам, јас ке ставам двокатен со макази паркинг, никој тоа не го прави, и затоа сме сега добар. Професоре, Само столе на паркирањето, во самиот центар на Скопје, во градскиот зид, има преку 1500 гаражни места. долу, Да. Секој блок или кула има подземно паркирање. Никој не ја користи. Сите се или издадени или запуштени, никој не сака да влезе. Не е ли тоа задача на... професор, Да сакам се да го решава. прашам. Професоре, ајде само да ја представиме кратко, другите горе-долу поставив некој прашање. Ви сте декан, долго време следите, реагирате за мостовите, Беласица, за другиот мост, имате пишувано и за ова инженерска проституција, за зградите. Зошто не се осмеливте порано да се кандидирате? Еве, ја прашам сега дали ве комуницирале порано, дали ве комуницирале, Не. дали некој ви понудил, слушнав дека ставовите сте биле близок до Бранко, сега може би не сте бранковиста, ама кон Црвенковски сте имале некој Сме играли кошарка по-симпатичен. заедно во А заради тоа? делови. Тоа е блискоста со господинот Црвенковски. Откако влезе во политика, сме имале неколку протоколарни средби, ништо повеќе. Може би, како ви кажам, тоа има и минус, не викам не. Ама главната наша била во средби и контакти во кошаркашки надпревари. Сме играли заедно. Баскет или сте тренирале? Не, во Факом имаше во Клуб, Македонска да. лига спортс тим кој игравме таму заедно и во средни училишта, помеѓу јас учев во Орце Николов, господин Црвенковски во Ѓорѓи Димитров, па игравме меѓусобни надпревари. А заради тоа сте бранковиста. А сте биле член на некоја партија? Не сум. Од порано, од Никогаш. СКМ, стојате комунистите? Па во Или тоа по дефолт? По дефолт, која не заведува таму, ама тоа брзо заврши. Ве прашав, дали сте имале порив да се активирате, да бидете погласен? Сум имал порив, а и тој сум го искажал порив да реагирам на она што сум сметал дека треба да се реагира, надвор од партиски структури. Сум реагирал преку стручните асоциации, преку Друштво на градежни конструктори, преку Инженерска институција на Македонија, преку Комора на овластени архитекти и овластени инженери, со пишување на проактивни текстови, со настапи во медиуми, но еве сега се создадува услови да како независен кандидат практично го направам и оној можеби решавачки чекор, многумина дури и се ме прашуваат зошто токму сега, односно како вие што ме прашувате, зошто си го нарушувам академскиот Комодитетот, голема е разликата помеѓу ова и она, меѓутоа чувствувам, како да кажам, натрешен порив и гнев кон ова што му се случува на Скопје. Па, белки не сме до толку неспособни да не можеме еден град да си го средиме на пристојно. Мите го наштавте малку тоа. Тоа е градежна мафија, урбана мафија не е можна без соработка со фелата, со струката што рековте. Со авторитети, Не само со градежни политика. архитекти. Кој проектира? Кој го црта тоа? Кој става печати? Да, значи треба да правиме разлика помеѓу оните струки, не сакам градежниците овде да ги Не, споменавте струја. Да. Кога се прави проект, треба ли и ева на инженери да дадат тамо согласност? Треба ли и водовод? И после нема притисок, нема. Ја се обидувам да ги симплифицирам работите, а сите велат и тоа е комплицирано. Не, Не, Системот, да. знаете како, корупцијата е рак као канцер во општеството. Таа почува да провира... колку треба архитект или градежен инженер да се потпише на нешто што тие инвеститори се... подпишуваат. За жал се подпишуваат. Тие не се имуни на... Камо среќа да беа некои струки имуни на корупција. Тогаш тешко ќе продреше. Ама во секој систем се наоѓа место кај ќе се... Не, прашањето дали и индивидуално треба или законски тоа може да се стегне. Тоа ми е Индивидуално е прашањето. свести со- Еве, ке рече мора да има паркинг, мора да има струја за толку, мора да има капацитет, Законски трафостаница. и одговорност. Значи одговорност. Кај нас во системот на изградба на стамбени згради, бидејќи за нив разговараме, надзорот е тој што има дури и кривична одговорност ако нешто се изведе спротивно на проектната документација. Јас знам случаи каде што надзорите многу лесно се подпишуваат на се и се што. Нема никаква одговорност. Не може да се почне со градба на објект кој може да ги загрози соседните објекти, кој може да загрози околината со било што, со загадување, со прашина од ветер, со тоа е голфени секој- камиони, секој.
без да се приложи банкарска гаранција или одговорност на оној што гради. Ако до вашиот објект гради некој и ви го оштети објектот, вие сте немоќен во нашиот систем. Вие немате како да се наплатите штетата. Ќе го тужите? Ќе го Треба тужите. да ве обештети, да. Како? Ај кажете ми, кој е начинот? Па да, не знам. Кој е начинот? Кому ќе се жалите? Ќе одите во суд, тужба ќе поднесете, ќе платите пари и колку ќе трае процесот? И колку ќе добиете вие во однос на некој што е многу повеќе моќен од вас? Не, затоа во светот постои, значи не треба човек да е многу умен, треба само да гледа во оние поразвиени, какви што сакаме да бидеме земји, да се види како тоа функционира. Ќе ви кажам случај сега за Швајцарија, да е многу интересен, но пред тоа решение за сето ова е банкарска гаранција, односно осигурување. Ако мене соседот ми го поремети моето живење, ми го наруши комотитетот или било што, јас од осигурителна компанија ќе ги повлечам неговите пари. И осигурителната компанија ќе ги отвори очите 5 банки и ќе испраќа за да не треба да плака штета. Она ќе го следи, ќе го надзира. Само ако ве разберав добро. Нема да има кај да се осигура и не ќе може да работи. Значи многу едноставно. Швајцарија, урбанизам, ќе ви кажам, она што се применува. Бев скоро на конференција, имам таму школска другарка, еминентен очен хирург, се видовме и шетаме низ Луцерна. И на еден делот од центарот забележувам челични антени, високи. Да не должам многу, произлезе дека тој е законска обврска на секој инвеститор, Да. пред да почне да гради. Во аглите од новиот објект, да дигне челична конструкција со висина колку што ќе биде објектот. За да сите соседи околу видат што ќе се гради. Дали тоа ќе ме засенчи утре, дали ќе ми пречи, дали... Значи имало начини за се. Има начини, ма треба да се сака. Уште ова да ве прашам. Гледам, симпатично ми е имотното портфолио. Некако декан исто имате обврска. Првите коментари од злобниците те речат нормално, градежна урбана мафија, се е можно. Ама оние кои што ќе пофалат, добронамерните, ќе речат, па тоа е супер, ќе нема зошто да краде. Може како Трифон Костовски да ја подари платата градоначалничка, например, за домот за деца без родители или за фонд за трошоци за рушење на дивоградбите во Чаир, кисела вода, Карпош и така натаму. Кога зборуваме за богатство, односно за имот, многу е важно со какви пари е тој стекнат. Дали се тоа чисти пари, заработени врз основа на знаење, врз основа на искуство, врз основа на многу работа, или на друг начин. Јас лично не гледам ништо негативно во тоа човек да има поголем имот, односно онолку колку што смета дека треба, ако тоа си го приуштил со собствен труд, со собственото знаење и секако со чисти износи на средства кои што може да бидат исконтролирани и да биде утврдено дали се работи за нешто друго од урбана мафија или слично. Јас ето тоа не знам дали сум повеќе или помалку од другите, но знам дека не сум и скрил ништо. Значи тоа што е таму е и сум нормално подготвен да било која институција која е надлежна тоа го. Ај сам ке си го толкувам ова. Во еден портал излезе која е улогата на професорот, на деканот Марковски и неговата поврзаност со фирмата Дипко, која што прави голем профит, особено профит. Трновер обрт, сега е 75-6 милиони, што не се мали пари, а претходно имала 20-17, па некој ќе го протолкува дека е близо ке со власта, дојдоа вие на власт, почна да расте сумата, обртот на таа фирма. Ова ви го велам, слечам впечатоци, затоа што порталот што го пишува ова е близок до опозицијата. Тие спинови покажуваат дека почнува да постои страф од нешто, значи тоа е еден чист спин, го видов тоа. Факултетот има формирано своја фирма Дипко, како и многу други факултети науки, меѓутоа ова е формирано уште пред 15 години. Така што деканот Марковски нема ништо плюс ни минус од она што функционира 15 години, а таа е формирана само за да можеме да
од собствени средства да можеме да ги финансираме научно-истражувачки трудови, да можеме да А не е приватно. Да можеме, не е приватно, не. Значи тоа не е ништо противзаконско. Па не реков него. Тоа не пишува, беше да. спин, затоа што беа наведени 3 години од како сум ја декан, беа наведени. Како расте. 3 години, да, таа фирма е од 2013 година. Така што се е чисто таму, нема ништо. Залудно се троши енергија на нешто непотребно. Па бидете подготвени на уште Сум подготвен, меѓутоа со оглед на тоа што нема од што да се плашам, јас за да не сум свесен на овие години што мене ми следува од како ќе се појавам сега на виделина. Мислам, тоа е јасно, не, после на овие наши политички обкружувања, Да, Мецино е помлад и он веќе навикнат се истренирал. и Колку како? толку На Марковски години, не сте биле. јас на Да, за Пенов години веќе не што и да сум пишуваат, Пенов веќе има искуство и знае најголема како да најголема вредност и веројатно сум единствен од сите оние што го декларирале својот имот, што се избрани на некакви места. Веројатно сум единствен кој го декларирал вредноста на стручната библиотека. на стручната библиотека. Имате богата. Имам богата стручна библиотека, илјадници, десетици илјади евра се вложени во неа. И сигурно и таа влијаела да можам после и да заработувам повеќе врз основа на она знаење и вложување што сум ги имал во младост. Ке треба да го дигитализирате тоа сега. Полека почну, ако не предоцна почне. Ај за Се уште вешки- сум љубител на печатена. Уште ова, као книга. професор, бетон, конструкции, традиционалното ќе владе уште многу или веќе вешка интелигенција, печатари може да градат згради за месец дена. Брзо Ги да учите напред. тие работи Да, на ги факултет? учиме, апсолутно. Имаме и научно-истражувачки проекти, набавуваме опрема, токму оние средства кои се беа спомнати на одредени портали се користат за набавка на научно-истражувачка опрема, на еве овие неколку недели ми стигна прекрасни врвни инструменти за испитување на конструкции. Се обидуваме да бидеме актуелни. Тоа не може да биде заменето, тие конструкции, таа статика. Нови материјали е можно или... Нови материјали има, меѓутоа знаете што градежништвото е конзервативна струка, не случајно, затоа што одговорноста е голема, Нема да биде како на филмови печатар. Вела дури за човечки органи тоа ќе биде во блиски Има дина. печатар, има сега и роботи. Зидови одма, кои за што месец дена има, прави. има и обиди на такви конструкции, меѓутоа сепак за некакви посериозни примери малце ќе почекаме. Меѓутоа во фазата на проектирање секако дека вештачката интелигенција ќе ги забрзи процесите. Значи, може би за корупција, за противурбана мафија борба, ние шанса вешка интелигенција. Дај му на роботи. Па јас Само во тоа програмата имам нешто слично во борбата против овие девијантни појави кои што се случуваат во. Значи ние мора да искористиме вештачката интелигенција. Она нема партиски бои, не треба да има. Ма он ќе му зададе Апсолутно инструирана. и други Кој координати. ќе програмира, кој зависи што ќе му бараш. Како ви кажам, ако не се придружиме на тие нови текови во информатичката технологија и воопшто во технологијата, тоа што попаѓаме. Да се приклучиме ние на тековите во јавен транспорт кои постојат 100 години, а ние во Па и Македонија тоа- ги и немаме. тоа е нешто Мислам Ке, дека и е тие теми ќе ги клучно, отвориме, имаме уште апсолутно. 20 на минути. Само дали имате студенти доволно? Има ли интерес за град или Недоволно. се е на медицина, се е на информатика, На информатика претежно и медицина, токму така. па и градежни недостасуваат затоа што има не да потреба, недостасуваат. има Нема плата. Не да не стасуваат, многу не достасуваат, е за тоа проблемите може градежни да се инженер третираат. важи за добро платена професија или Како каде, проблем имаме еден од што мислам дека треба да се реагира од повисоко е да имаме благо фаворизирање на домашните компании на големите инфраструктурни проекти. Значи не можеме ние да трошиме собствени средства, не домаќински е да трошиме собствени средства, а да богатиме странски компании. И уште што е полошо да остручуваме странски инженери. да остручуваме. Па да, затоа што тие компании си носат инженери. Е, па тие нели се добри, нели се... Ама тие се добри, ама сакаме нашите да бидат добри. Нашите деца да бидат добри. За да можеме ние утре да земаме работа надвор. Затоа што градежништвото е вткаено во нашите гени, струка, дејност и не сме го доведовме да просјачки стап, затоа што не водевме соодветно грижа. Ова е мој личен став и мислам дека е точен затоа што многу добро ги знам процесите и состојбите во градежништвото. За да представиме Затоа и младите луѓе потешко се одлучуваат да за студираат. градежи. А ни требаат, ние имаме
хидроинженери во последните 5 години имаме 4 само запишани. Само че Хидроинженери. Пазите, брани, водоводни системи. збориме за Чебрен, збориме за А ние нема кој да ги одржува. Нема кој да ги посети, не да ги одржува, немаме кој да ги посети. Значи, вистина е тоа што велат 6 милиарди сега, 10 милиарди се надфрламе, да донесат утре, не можеме да ги потрошиме, немаме со Нема кој да ги изработи тоа. Значи на државата и требаат многу повеќе градежни инженери отколку што се запишуваат на градежниот факултет. И за тоа треба проект, за тоа треба концепт, за да, значи, не можеме ние да дозволиме да на еден факултет, кој да е, масовно се запишуваат студенти, при тоа а на математика да нема, на градежна да нема. има, кој ќе предава утре математика? Кој ќе предава утре географија? Па и македонски нема. Па и македонски. Али затоа имаме IT колку сакате, кои работат за странски фирми. Тоа е абсурдно. Домаќинлук се вика на македонски. Профитите во градежништвото се зголемени, градежниците се тајкуни, а струката Се и, помалку и помалку. и фирмите кои беа реномирани Па пропадаа. кој град инженери ги работат тие градби? Кој ги, значи треба добро да се плати, ние не можем да го или пак ке печатите се враќаат. Види Столе, До- во држава во која 10% од GDP, од бруто општествениот производ, се создава низ коцкарници. А тоа е веќе Ама тука е. да. Милиарда и пол официјалните податоци говорат промет во коцкарници и кладилници во Македонија во претходна година. Од 5-16 години, тоа е скоро 10%. Ако така оди развојот, тогаш ќе нема за ова за што говориме. Да продолжиме со медицина. Како ќе го ускладите? Веќе го споменавте тоа вашата идеологија со градоначалничката функција која што треба да биде прагматична, треба да биде разбирате сега, затоа што ај на национално ниво се врти како тема национализацијата, да се вратат на луѓето, на работниците, да се вратат имотите кои што се раскршпени и се дадени за багатела. Што ќе правите? Споменавме приватизација на водовод. Вие ќе национализирате, ќе формирате некој холдинг како што тоа го правеа во Загреб, значи се што може да биде под капата на некој државен, градски, собственички аспект, да го ставите, а не да го аутсорсинг тоа Така. дистри- дистрибуирате пред се мислам дека за на граѓаните приватни фирми. треба да ја немаат анксиозноста во поглед на нашата идеологија и владење со градот, затоа што баш таму каде што може би се создаваат анксиозности во однос на партија која е позиционирана лево на спектрумот како нашата, тоа е во поглед на нашата надворешна политика, во поглед на нашиот концепт за унитарна наспроти федерална држава, но сега во овие 2 месеци тоа не е тема. Има и конкретен, например, тоа како тема Сега- беше интересно. Проектирањето е приватизирано, например. Има општини каде што имаат проектантски јавни предпријатија, шти проект. Сега у една дебата у Куманово требало, Куманово план. Дали Скопје план треба да се формира? Значи за вака, да. не ја раскрчмија државата политичарите во еден ден. Не, тоа трае многу децени и лека по лека, дел по дел се приватизира и се дозволува да падне во рацете на приватниот капитал. Така и окрупнувањето на државните капацитети не може да се деси во еден ден. Но потребно е конечно да тргнеме во таа насока. Ќе ви дадам еден континентален пример. Концептот на приватизирање на јавните добра почнува со Маргарет Тачер во 80-тите. Ама сега се враќа. Само сакам да ви доловам нешто. Од 80-тите наваму, на целиот континент, вклучително и кај нас, јасни се резултатите од приватизирањето на клучните државни услуги. Тоа што се случува и што почна од Велика Британија, они се денес дојдени во момент каде што нивниот National Health Service, нивната гордост некогашна, тоест универзалното здравство, им пропаѓа. Нивните граѓани сега не се задоволни Па со не знам, услугите. сигурно следите Стармер сака да национализира Апсолутно. тоа што го приватизира. Така е.
Исто така и со нивните железници. Значи, од 80-тите наваму, посебно затоа што политичарите, кога се распадна Југославија во Македонија, го следеа тој тренд на приватизирање на државните капацитети и услуги, ние сега веќе не транзитираме никаде. Значи, транзицијата е готова, ова се резултатите. Тоа е тоа, ако сме задоволни со ова, ќе продолжиме во таа насока. Нашата логика е спротивна. Ние сметаме дека треба да одиме во спротивна насока. Еве ќе ви дадам една ексклузивна информација тука во емисија, затоа што за програми ќе имаме многу време да разговараме во следните 2 месеци. Што е поентата со гласањето на ВМРО ДПМН? Значи, ние според наши информации има реална можност да се случи приватно јавно партнерство за КХС со австријски капитал. За комунална хигиена? Да. Значи, има конкретна информација, конкретен човек кој е близок до некои невладини организации во Македонија и дури има и семејна врска во Македонија, на еден состанок со организации од доменот на екологијата, има најавено приватно јавно партнерство во КХС. Дури има најавено затварање на Дрисла. Тоа значи дека ние ако ова ве уверувам. Како ќе затвори Дрисла, немојте. Значи, Кај ќе оди ги врат? Ќе депонираме просто во приватна депонија. Тоа е поентата, значи да не биде јавна депонија, туку да биде приватна депонија. Вакви разговори, веројатно во 90-тите, вие кога сте биле градоначалник, некој велел како може тоа се приватизира. Да, се приватизираш и сега веќе го немаме. Така ќе биде и со Дрисла, така ќе биде со КХС и на крај и водата, кој е единственото нешто мислам што ни остана, и тоа ќе се обиде да го приватизираат. Затоа што тоа се емпириските резултати до сега кои ги имаме. Јас ќе дадам еден микропример. Советот на град Скопје дава лиценци на предпријатија и на трговски центри да стопанисуваат со паркинг простор кој може градското предпријатие да го стопанисува. Зошто Советот на град Скопје му создава конкуренција на сопственото предпријатие? И тоа е политичка насока. Затоа јас ќе поентирам со тоа што го зборуваше деканот. Значи, ние овде имаме симбиоза на политичка волја и комплисити, тоест согласност на фелата, на сите експертски фели. И ние само треба да избереме дали во октомври ќе продолжиме понатаму по патот на приватизирањето и на ситнењето на тоа што може како услуга да го даде градот. Понатаму ќе ви кажам најексплицитниот пример во однос на ЈСП, тоа сите сме свесни за тоа е управувањето со рекламниот простор од страна на Маратон. Значи, ние имаме рекламен простор кој е најдобар рекламен простор во целиот град, кој се наоѓа на нашите автобуси, и ЈСП не стопанисува со тој рекламен простор. Да, и со тој простор стопанисува Маратон, ЈСП минимални трошки добива од тој договор. И тука се врзува вашето тоа што го рековте, професоре. Значи, јас верувам дека во нашите предпријатии понатаму има стручни луѓе, кои се загушени и над кои постојат пранги на политичката корупција и бизнис тендер шемите кои се крајната цел на партиите кои владееле со нас. Ние пробуваме да ги представиме како некои гениалци, алтруисти. Не, тоа се едноставно бизнис тендер шемаджи кои ќе ги продолжат бизнис тендер шемите кои ја цицаат крвта на обичниот скопјанец. На обичниот скопјанец кој веќе нема услови своето дете да го прати во средно училиште со функционален јавен превоз, не може тој да отиде на работно место со јавен превоз и на кој цело семејство живее во еден нечист град. И тоа е се резултат, тоа не е резултат на метафизика, тоа е резултат на луѓето кои владеат со нас, а кои имаат конкретни приватни интереси да ни ги ситнат услугите на градот. Пенов, бевте министер за локална самоуправа, ова се реформите вечна тема, децентрализација, фискалната, не знам колку години помина, не е завршена. Не е имплементирано. Овие од централната власт не им се дава моќта никако и не плашат со етничка и ако дадеме, а всушност на тој начин ја врзуваш локалната самоуправа да биде поодговорна, да биде директна со граѓаните. Ништо не е мрдно. Тоа е сад на 6% со ДДВ-то. И што се случува? Општините, градоначалници се принудени да градат затоа што немаат добри извори за финансирање и мора од комунали да се хранат. Што ДДВ-то им дадете 15%. Јас ви тврдам дека во градот Скопје не се прибира ни 50% од данок на имот. Сакате да кажете сега тие 120 милиони треба да бидат како буџет, што во перспектива ќе станат 200 милиони, а Загреб и Белград имат над милијарда. Па сите пари ако ги собереме, ви реков водовод 28, ЈСП 20 кусур,
Општините скопски по 20 на милиони и ние до 500 ќе стигнеме. Што ми е поентата? Градот Скопје и во оваа кампања мора и сите да се издекларираат, не популистички за гласови да одиме. Мора да оформи ново оделение со луѓе кои што ќе одат од објект до објект и ќе евидентираат плаќа. Дали е евидентиран за наплата на данок? Јас овие податоци ги говорам од вас, од јавноста што ги прибрам. Да, може би 20-30 милиони плюс или 50 може. Само кажува 8.000 диво градби во Чаир се легализирани, а не се евидентирани во данок на имот. Данок на имот нема, да. Чија работа е тоа? Тоа е на градот. И се ние ќе параме од комунали, од тоа, ќе се проституираме, да речеме, за да гради некој, а ги имаш парите на располагање, но бегам од тоа, затоа што тој, ако му воведам, ако му наплатам данок, нема да ме гласа. Со тој популизам сите мора да расчистат. А да се зголеми данокот на втор, трет стан, Имено. Вие немате гласа сега. Тоа се втори стапки. Никој нема храброст. Охрид го направи на овие викендашите и го врати. Ние единствено имаме, ако не живееш во станот, плаќаш дупло. Но до минимална... Ама тоа важи и за третиот, и за четвртиот, и за... Да. Штом не живееш во стан, не 3 пати дупло, него ако е 2000 данок на имот, ќе платиш 4000. Тие стапки на запад се многу повисоки. Тоа е законска можност или неможност што централната власт е поставува или општината може флуктуирачки да намалува и зголемува. Значи законот дал, не ме држете одамна сум излезен, од 0,5 до 1,5%. Например, да. Од вредност. Сите се на 0,5. Значи, максимумот никој не го да биде, например, поскапа поради тоа што е централно подрачје. Не. И ако сакаш да живееш повеќе да плаќаш таму данок. Не. Втора работа, комуналиите. Еве се градат висококатница и ниско градба. Не може да има исто. По квадрат 170 може да стигне, ти ќе речеме скапо. Ама ако направам 40 спрат, за него градот мора да купи специјална пожарна, да објечи луѓе, да направи резервоари, нови контейнери за ѓубре, нови вработени у комунална хигиена. Лифтови за ѓубре. Изгледа едноставно. Не е сложено, само треба добра волја да има. Треба да се отпочне. Треба да се отпочне И ние ова со данок на имот со USAID го работевме низ општини и можам да кажам тука, општина Кавадарци речиси до 100% стигна у евидентирање на сите можни објекти. Значи си ги наплаќа парите што го. Колку наплаќа сега не знам, но кој ги имаш евидентирано, може да му фактурираш и после имаш законски можност. Ти во Скопје имаш објекти не евидентирани. Интересен е моментот, Перински пак за се донесе законот, измените, ама се заврши таа комунална полиција, нешто подрастично, подраматично во локалната самоуправа. Без консензус во парламентот, тој закон е со 80. Не, територијална и таа е проблематична, затоа што има општини што не се неодржливи. Не говорам. Ама етички тука поради банетер тешко може. И тука сме у заблуда. Словачка, да речеме Словенија, е со ист број на население, има 280 општини. Словачка дупло поголема, 5 милиони, 6. Нема толку. Добро, 4 поверка. 2000 и кусур општини има. Треба, не е проблем мали општини. Не е проблем мали ингеренции, одговорност, едукација на гласачот. Се ние овде говориме као да... Ајде, доби ги тие гласови за да го спроведеш тоа. Не. Не е точно тоа дека централната власт
Јас сум ама не, јас сум 35 години во овој плурализам. Од првите парламентарни избори знам како гласаат. Во Словенија 3-4 премиери поред имат избор кој никој не ги знае. Прв пат се појавуваат Голо, Церар, прв пат се појавува, станува премиер. Ама тамо национално и локално многу поинакви се Сакам односат да двајата кажам, на гласачите. Овде бугарите, албанците кои ќе ти ги вметнат тие теми, И на локални избори. отиде се, никој не размислува за загадувањето, за тоа што се случило у Кочани и за... Дали децентрализацијата уште националните премиерите, владите се плашат дека ќе изгубат моќта и намерно не дозволуваат, затоа што во СФРЈ било многу посуштинска Апсолутно. децентрализацијата Јас, и не плашат демек тоа ќе влие на унитарноста на државата. Не е така. Драголюб Ставрев ми има кажувано. Вика, јас како градоначалник на Скопје имав или поголем од републичкиот буџет, или исти како републичкиот. Како републичкиот. Да. Ама тоеш Скопје беше институција. Визија недостасува за Скопје. Да. Уште ова да ја прашам, околу ова реформите што ги почна на локалната, се заврши на комунални полицајци и на можноста да се менува градоначалникот, градоначалничката. Треба ли да се почна да се копа таму подлабоко, да? Треба во се ова што говоревме и во други закони, закон за градење, например, не може тој да ти одредува како ќе се гради у Скопје. Не може тие искористености на парцелите закон да ги диктира. Одите во Белград, дали во Дедиње тие ексклузивни парцели се руинирани. Наводно ја купуваат бараки беа, прави на целиот плац објекти и за децата и за... И каде ќе имаме ние ексклузивно живење? Каде ќе имаме нормално живење? Еве јас сум од Црнич. Секоја куќа веќе станува зграда. Улицата не може да издржи. Не може до дома да си отидеш, ако кола иде од тамо, па ја чекаш да... Дали Скопје треба да се менува поставеноста? Порано имаше дебата кога се носеше таа територијална поделба. Ама се сведе на тоа дали 20% се албанците за јазикот и така натаму, а заборавивме многу други работи. Например, таа дебата така помина, дали да биде со квартови, дали да биде со општини. Концептот или веќе тоа е завршена работа? Ние сме одбрале, по моето искуство, сложен и тежок модел. Сите скопски градоначалници се независни. Секој обид да соработува... Како своја епархија. Апсолутно. И сега имате. Имаме прскање против комерција. Ај тоа се со законја дефинирана градска. Како да вразбе? Треба околу ингеренциите на градот Скопје и поделеноста и општини треба да се направи нешто попрецизно. Ај на чистењето на снег. Па нели булеварите се на град Скопје, тоа е решено. Па булеварите и се чисти. Сообраќајот заглавува на споредните улици кои не се чисти. И го блокираат булеварот. А тој не сака да Јас учествува. морам, господине Пенов, да искоментирам, ние во ова на централно ниво, во политичката програма наша, сметаме дека Скопје треба да биде една локална единица и тоа не може, знаете, морам само еден коментар да дадам. И тоа е крајност. Не, знаете зашто? можеш... Затоа што во Југославија постоело градско јадро и околија. Зошто сметам... Тоа е друго, тоа се жупани и тоа се... сега морам од политолошки аспект. Јас сметам дека тој што живее на Порта Влае има исти урбани проблеми како некој што живее на Рампа кисела вода, отколку тој во Порта Влае со оној во Кучково или па оној на Рампа кисела вода со оној во Драчево. И тоа е целата работа. Ние генерално во урбаниот дел, во урбаното јадро на град Скопје, ние имаме исти проблеми. Ама политиката бара, вие знаете, тогаш и сте биле... Знаете дека Скопје поголемиот дел е неурбано Скопје. Добро, ама велам, значи во урбано Скопје се општи проблемите. И тие треба, например, кога ние би имале
една целосна локална единица во град Скопје, тогаш многу полесно би се справиле и со дивата урбанизација, многу полесно би се справиле со интересите на инвеститорите види, кога доаѓа до ќе урбанизација. отвориме- Но ова се веќе хипотетички. Тогаш Рашче ќе ти остане во друга општина. Као што е абсурд, аеродромот Петровец, а ние во општина Петровец. Тоа е незамисливо. Дел Илинден, мислам, дека И не. добро, важно не е на Скопје. Ама тие не се дел од град Скопје. Не се дел. Илинден Петровец. Не се дел од град Скопје и се ти аеродромот клучниот не е објект, како да речем, Стратешки објект. Да. Собрајќи. не инфраструктура. не го контролираш или немаш кон него. Професоре, на овие теми, ве заборавивме. Јас сметам дека ако навистина има луѓе кои се одговорни кон ова, дека дури ова станува и помалку и релевантно кој што како. Еве ние имаме примери во центарот на Скопје, се знае чија е ингеренцијата, па не се решаваат. Имаме два моста случајно, јас сум проектант на двата, и на булевар Аснон и на Љубљанска. А Љубљанска е кај Сити Моста мост. Сити, да. Многу битни Многу мостови. битни мостови Многу за битни. сообраќајот, за загадувањето на Скопје битни, затоа што ќе има поголема фреквентност. Тоа не може да се решат експроприацијата. Ја не верувам во тоа. Може би грешам, но мислам дека не. Не може за град да биде нерешливо да реши одредена експроприација. Да не зборам за објекти кои што се, еве, останати, оној објект од, мислам дека кој го градеше Водњанска. Јас. Стои објектот на сред улица се уште. А то не е сменето денеска, И тоа- да не не, може не, да... И тоа Сега е бака, сменето, сега Има е- символика во насловот на фирмата што го изнајмува. Да. Погребално Да, друштво е. Бутел. Кажете ми, тоа е опасно. Тоа е еден автобус да се залета погрешка, ќе испогинат луѓе. И тоа стои еве така со колку? 30 години скоро. 97 е направи Водњанска, значи. Бараше многу пари. Куќите после Не, немав ја право. Тогаш друга Еве, таму се друга знае беше. кој е надлежен. Не се работи за тоа да не се знае. Да. Не И се решава празна е проблемите. сега куќата. Нема визија, нема внатрешен терач, викаше мајка ми, што ќе те натера да го решиш некој проблем, да се зафатиш. Ниеден проблем не се решава лесно. Може да замислите која визија имале луѓето од Скопје кога ја прифатиле и изградиле булеварот Партизански отред кога го изградиле. Па немаше автомобили во Скопје тогаш. Вие да направите таков булевар со сите визија, со сите нишани. сите нишани, да. Да направите, па тој треба визија да има човек. Да, нема шаѓање од страната, има, да, да. Па Кензо Танге подземен Јужен булевар. Ние Да. напуштивме некои готови решенија кои не беа подарени. Скопје испушти шансата да бидеш град со кој што ќе се занимаваат Обединети нации. Дали можеме ние тоа денес да го замислиме? Град во некоја држава таму на Балкан во кој целата струка светска ќе биде впрегната за да го обнови. Видовме, еве, Турција имавме земјотрес страотен пред 2 години. Заврши тоа, отидоа екипи да помогнат, при спасување се заборави. Се остави на Турција. Шансата за Скопје ја испушти од негрижа, од немање визија, од некомпетентност. Професор, интересно, само сакам ова да го искоментирам. Земјотресот, кога се случува во Скопје, тој меѓународен одговор е резултат на еден феномен. Тоа е првата телевизирана голема трагедија во светот. Тоа е првата трагедија која преку телевизии стига до поголемиот дел од светот. И тоа буди еден таков набој на потреба за солидарност, така да Скопје во историските прилики кога се наоѓа таму, тоа е таков феномен кој е своевиден и тој нема никогаш да се повтори затоа што едноставно дека доминирало позицијата на надворешната политика. апсолутно, ама и Само еден поблиску до микрофонот. Да. Ама и еден склоп на такви прилики и стално кога зборуваме за Скопје како град на солидарноста, генерално тој епитет Скопје го има добијано затоа што други му имаат дадено солидарност на градот, а ние денеска се одираме во гради како град на солидарноста, а во Скопје нема солидарност. Во Скопје е џунгла на спротиставени интереси и така ќе биде се додека не се створи една општа платформа на јавен интерес. Таа општа платформа на јавен интерес мислам дека постои набој во Скопје сега да се создаде, Не го затоа што чувствувам јас, да ви кажам, критизерство, да, набој кон позитивно водење на Скопје,
Ама јас мислам дека се случи крахот. Еве, јас бев советник во овој состав. Значи, овој состав беше најлошиот состав во историјата на Скопје. Тоа сум прилично уверен. Советот или градоначалничката? Во комбинација, значи во комбинација заедно советот и градоначалничката, најлошите резултати во историјата на Скопје се сега. Па вие знаете дека од тој совет половина влада, гувернер... Ау, министер, 2 заменици министри, 3 пратеници, 1 шеф на кабинет и 1 гувернер. Еве, професор, ако не сте знаеле, значи сите што го блокираа градот беа наградени со највисоките државни позиции, а беа наградени затоа што до крај ја држаа линијата на блокада на собствениот град. И сега ние треба да им довериме повторно мандат на истите тие луѓе, на сопартици, на луѓето кои се сопартици на актуелниот кандидат, нели, тоест градоначалник на Кисела вода. Затоа сметам дека во Скопје е дојден моментот каде што постои атмосфера на раскринкување на оваа констелација. Придошуваме полека, барам за конкретни теми неколку реченици да кажете. Вардариште, од 2 коалиција сите бараат или иницијатива да биде приоритет. Гледам сега се спречка меѓу себе и Шукова и различни концепти имаат и Георгиевски парк, Шукова во некој фази да се забетонира, да се затвори. Што е голем проблем? Не чув коментар што е причината за горењето на вардариште. Дали некој спомна што е причина? Па то полиција треба или не знам. Не, Набрано се не разбирам. Не, причината е природни процеси. Растварајќи се ѓубрето што е покриено во вардариште, се создава метан. Метанот е лесно запалив газ. Мала искра од нешто, од стакло загреано, или било што, или некој да фрли кибриче, или било што, ете го пожарот. Значи, во вардариште не е изградено согласно стандардите. Не е завршено. Тој метан треба да се собира по специјално изработени цевки, како дренажа за вода, слично ете така некаков собиран систем за метанот, дури може да се користи за производство на енергија. Според вашиот план, програма, треба да остане како депонија или треба парк, треба да се дислоцира? Не е депонија, скоро. Значи, Та е сврлена од депонија. Тоа е претоварна станица. Да. Тоа за треба 300. да... Ја користат очигледно. Снимките што ги гледам, тоа е и површинско ѓубре кое гори. Треба да се направи онака како што струката налага. Без Без импровизација. Значи многу брзо, јас колку што знам по информациите кои ги има мојот тим, прво, значи почвата е контаминирана до 80 сантиметри длабочина внатре. Значи Подлабоко. Дури ете подлабоко. Тоа значи дека овие фантазии на Орце Ѓорѓиевски, неговите градоначалници да го претворат во парк, тоа е неверојатно, затоа што прво треба да се нанесуваат хумусни слоеви, тоа толку многу кошта за да се претвори во парк. Нашата идеја е тоа да биде затворен систем, кој ќе има некои правила, но тоа ќе го ставиме понатаму за... Бас Рапид, Пенов спомена нешто, треба да се форсира тоа, да се... Гледайте, јас при одлуката Еве, велам, како советник, јас имам влегувате- друго решение со жолтата лента, која би се почитувала. Само за автобуси и за другите се Да казнуваат. биде празна и не смеш ни да паркираш, ни да возиш. Но пак таа треба да се употреба. Сега кога се парите тука, кога е проектот готов, кога е шанса преку тој да се добијат 250 автобуси, јас би го правил. И то подхитно. Професор. Јас се согласувам со господинот Пенов во однос на решението со жолта лента. Мислам дека системот е тој. Всушност, не сум сигурен, иако има добри искуства за овој систем во одредени градови во Европа, се плашам да не трае предолго неговата изградба, да не се искомпликува толку и да останеме на средпат и Скопје не уште да останат. Тогаш би било дупла катастрофа. Моја мислење е дека прво треба да го решиме на ниво одржливо градскиот превоз. Она што го има. Со минимум средства. Се разбира нови автобуси. Не знам деталите околу кредитот од Европската банка за обнова и развој, меѓутоа такви порадикални решенија нека одат паралелно, меѓутоа со доволен број на електрични автобуси, добро организирани линии, добро организирана нивна големина, одмерена, со користење на информатичката технологија за нивно точно доаѓање, за добра информираност,
да го решиме побрзо проблемот на Скопје. Реци ми. Со доза на скромност, не сакам да звучам препотентно, но политиката е таква како каде што мора да се повторуваат работите. Јас сум уверен дека јас сум советникот кој има најмногу говори за јавниот превоз во минатиот мандат, иако сум пратен и веќе години. И за Бастрапит? Апсолутно, значи за секој дебати за јавниот превоз јас учествував најмногу. Значи во многу кратки црти. Прво, треба да се реобмисли начинот на кој што се движат линиите во град Скопје, затоа што тие се анахрони, тие доколку би имале нов систем, тоест 3 нови оски кои ние ќе ги предложиме, сметаме дека треба дури помал број на автобуси него ли сега што ЈСП располага, но тие треба да бидат нови. Втора работа, сметаме дека конечно треба да се тргне во нешто што ќе трае подолго од еден мандат, а не само да се гледаат интересите на еден мандат. Град Скопје мора на своите граѓани да им даде вид на транспорт кој постои 100 години. Тројебус, трамвај, метро. Ќе зборуваме понатаму, железница, но Георгиевски за нас дури е се. клучно да се понуди конечно и да почнеме во насока на алтернативен јавен превоз. Значи железничкиот превоз прво е се поактуелен во светот, значи станува најефикасен вид на јавен превоз, дури во една дебата во Советот тоа го коментиравме. Значи ти со алтернативен превоз неспоредливо повеќе граѓани можеш да пренесеш на било која оска неголи моментално со автобусите. И трето, крајно сметаме дека треба да се стави и во тоест треба да се со соработка со централната власт. Јас како градоначалник би поддржал соработка со Министерството за транспорт за железничкиот превоз кој тие сметаат дека е Оце што го тука булевар, Јужен булевар да се дислоцира. ставање на постоечката железничка инфраструктура која моментално ја користат само индустријски возови. Значи ние имаме моментално во Скопје север поминува железничка пруга. Градски воз, значи градски воз не е добар проект. Апсолутно. И тој постои треба да се таа поддржи, само да се надогради со добра организираност на ЈСП, Така за да е. има компатибилност помеѓу Така е. возовите и автобуси. Од метро Апсолутно. сите бегат, ама еве соло. Не, тоа е too much. Само едно ќе ти кажам. Јас сум од Скопје север, тоест од Чаир. Значи ние имаме железничка пруга која би не однела до аеродром веднаш, а имаме една линија 35 што е најретката линија во светот. Значи не иде сабота, недела нема линија, значи Чаир и аеродром не се никако поврзани, логично. Прашам вака лично од мене. Професоре, која последен пат сте се возеле со автобус? Многу добро. Мециној? Со точок автобус. Јас сум Јас со сум точак, велосипед. агресивно сум со точак цело време. Не, јас како министер влегував в автобуси. Ама службено. Не службено ме сретнува и се качував на автобуси, бидејќи пешки одев на работа. Скопје е идеален град за велосипед и мора да се даде приоритет на такви превозни средства. Господа, да завршуваме полека и за други работи да не прашам, ино ќе ви кажам еве од програмите на другите, градска куќа да се врати во водовод, да се смести градоначалникот, на местото каде што сега е град Скопје бараките, да има некој изложбен центар или конгресен центар, некој голем стаклен објект, водовод да се префрли вработените на плоштад каде што има објекти на град Скопје, по СМ, нешто ако остане тамо, на МТВ, во МТВ зградата, бараките и така натаму. Тоа, сакам ова само што да прашам со собракејат во Скопје последните неколку години и оваа година. Многу чести се жртвите во сообраќајни несреќи и многу често се згаснуваат млади животи. Мене веќе ми е протести, секој чудо за 3 дена, така завршува целата. Се надевам дека нема ни тоа, ни коче, ни така да ќе ни дојде некој памет. Барем законски, инфраструктурно, ќе се обидеме тоа. Јас не гледам дека нешто е направено. Обично ги префрлуваат работите, па тоа не се... Полицајците не се наши ингеренции, овие се за подземни, овие премини, надземни... Имаше Скопје, не функционира, тоа е... Да, не функционира. Неколку реченици за тоа. Не е само од жртва до жртва да зборуваме, сам дека тоа треба да го има во сите ваши програми. Апсолутно, многу важна работа. На неколку места треба да се делува за да имаме побезбеден град во однос на сообраќајот. Треба да многу подобро се означат критичните пешачки премини, места каде што се поминуваат пешаци, каде што често се случуваат такви несреќи. Многу оддалеку да се видливи и воочливи. Да се испакнатени со... Да се, не мора да се испакнатени, со светлечки рабници, со светлечки рамки горе да се означува, да се предупредуваат возачите дека им наидува пешачки премин на кој што може да има
пешаци. Понатаму, еве сега гледам дека се поставуваат камери низ градот. Ако се казнуваат прекршителите на правилата на сообраќајот, тогаш само по себе секој ќе се замисли колку ќе вози. И уште Ако нешто. тоа се сведе само на поставување камери и никому ништо, тогаш ќе Истите имаме резултати. И уште нешто, сите големи градови одат на стеснување на улиците, за да го... А повеќе за пешаците, тоа се да вика намали сообраќајна диета се брзината, вика. да се намали проточноста на Тој што го Тој Њујорк го прави се. Тој што го спомнавте беше една од мерките кои ги изгласавме во Советот, кои градоначалникот не ги испочитува, тоа е стеснување на коловозните ленти. Тоа е тренд секаде во светот. Инаку, конкретно за ситуацијата на Партизанска, значи сакам во минимални црти да искоментирам. Јас точно се сеќавам, веројатно и сите се сеќаваме каде бевме, што бевме тој ден. Затоа што таа личност која трагично почина тој ден не е колку толку близко со мои години. Јас прво барав кои се иницијалите на особата, затоа што да не е некој мој пријател, да не е некој што јас познавам и тоа е реалноста за Скопје. Ние на вистина не сме сигурни во безбедноста на нашите најблиски. И уште нешто што... Затоа сметам дека треба се извинувам. Значи треба сите институции да бидат на вистина на задачата, затоа што веќе животот е преопасен во Македонија, во град Скопје и на сите инстанции на власт. Едно искуство во градот Сиднеј пред 10 години донесе одлука за подеднаков пристап и користење на градот, сите проекти да бидат неприлагодени кон лицата со што имаат посебни потреби, туку се да биде на нула. А се друго, за другите можеш да правиш скали или Така. тротоарот на нула. Ќе го заштитиш на друг начин. А не да го спуштаме, па... Многу важен проект, да. И тоа не може у еден мандат, но... Да не, пишам, кој ќе бидат кампањата, ќе кажувате кои ви се капитални проекти што ги замислувате, визијата. Мислам дека доволно разговаравме. Завршуваме со ова. Кажете ми краток коментар. Последната информација од ДИК вчера. Свештеници, сценографи, инженери, економисти, 6-9 независни за 38 општини. Тоа и не е премногу за Скопје. Јас Ја очекував очекував многу повеќе. Дали луѓето веќе не веруваат дека можат да променат нешто или па не се А заинтересирани? кој ќе промени ако луѓето не се ангажираат? А не, која е причината? Јас очекував да, многу повеќе, еве, сега е улеснето со два подписи. Сега може- заедно човекот ни рече, ја не доста ми е не гласам. Да, која се рефме. Со тој став нема Скопје да се промени. Нема. Еве, Мора листите- секој да листите земе видовте кои учество. се кандидирале, Луѓето не се виновни, доведени се во ситуација на безнадежност. не веруваат дека може да променат нешто. Без оглед кој е виновен. Шансата е на 16 октомври. Секој има обврска да промени. Бираат и нешто друго од она што било вообичаено. Така, јас сакам само да дадам еден коментар, дека пасивноста и апатијата кај граѓаните е најдоброто нешто што може да се случи за тие кои владеат со нас, затоа што тие имаат свои редовни гласачи, свој дисциплинирано гласачко тело кое го имаат вработено, го држат преку договори на дело. Затоа, ако сакате нешто да смените, тогаш морате сите да се активирате. Тоа е пораката до граѓаните, затоа што ако не се активирате, тогаш некој на вас ќе ви ја скрои судбината на избори без цензус. Вие да не излагате да гласате, тоа е едноставно нонсенс. Мециној, Коци Трајановски или Ристопенов? Многу сум млад за да се, коментирам такви Кој бил спорени. најдобар? А кој е најлош градоначалник? Се мора да се охрабрим и да се осмелим. Најдобар градоначалник историски, тој е предратни градоначалник. Тоест пред Втора светска војна, Што да. е направил пред како се... Да, Золошка, мислам Тресон че е дека... човекот, само има на ич му е презиме, презимето. Да, значи тој се издвојува како најлегендарен градоначалник и после Втора светска војна имаме женски градоначалник, иако Даниела Арсовска беше представувана како прв градоначалник жена на Скопје. Требаше да те прашам во независна Македонија. Со сета почит кон соговорникот Не гледај Пенов сега, не. да имав фаворити, мислам дека немаше да бидам во левица. Така да немаме фаворити. Професоре, вие Па да, јас исто не би ставил ранг. Секој, она во што веруваме дека секој што бил дошол со идеја да подобри нешто во Скопје. Тука не се сомневам дека некој станал градоначалник
од некакви други причини, побуди. Сега, колку некој во тоа успеал повеќе, некој помалку. Некој имал поголема поддршка од централната власт, што не би требало да биде случај, затоа што ако одиме на таа карта, тогаш не треба да правиме локални избори. Нали ме нервира тоа? Гласете, оти ние сме на власт, тоа го праве и ВМРО сега сама. Видете, затоа што тогаш имаат ли логика локалните избори, ако е така? Тогаш да не правиме локални избори. Зошто трошиме пари? Тогаш централната власт нека назначи градоначалници и го тоа рад. Ако е тоа, Пенов треба да каже дали навистина е така или се вулгаризира тоа. И па ти знаеш дека јас поголемиот дел од моите 2 мандати бев во опозиција. Спротив. Кога бев со ВМРО, СДСМ беше на власт. Па ВМРО као со Данела се откаже од мене, не ја гради Водњанските, друго прави, на комуњарите да не им правиме и така натаму. Мора да се бира човек со знаење, со менаџерски капацитети, треба да имаш доверба во тој човек што гради мостовите. Не велам дека и јас 96-та заради некаква доверба, кон јас сум бил 39 години. Кога ми избради. И абсурди да ви кажам, јас победив со помалку гласови отколку што загубив во 2005. Имав повеќе гласови 2005 кога загубив со 6.000 гласа бев победник на 96. Сега без то не можеш да. Јас ви благодарам многу, на исто гласачко дело. На истото, значи. Да. Ама тогаш имаше повеќе кандидати и мислам дека во втор круг 5 души влегува. Да, влегува 5. Друг изборен систем беше, освен Пенов, кој беше друг добар градоначалник? Прашање за Пенов, не? А после мене? Освен Пенов, гледајте. Беше, сега нема да рече дека сте биле лош кандидат за себе. Никого нема да подценам или да споредам, или субјективно е секој ја најдобар. Без оглед тоа што разговараме овака, Скопје е многу променето. Јас тоа го кажувам. Јас кога станав градоначалник... Во однос на 96-та кога се родил Бецилио и кога сте станале градоначалник? Немаше атмосферска канализација. Вода немаше. До крајот на аеродром, Лисичо без вода. Да не говорам на кај Бутел, на кај Инџико. Немаше супермаркет во Скопје. Славија и... Првите јас ги отвара Веро и Тинекс. Да, беше. Значи, животот е драстично променет у Скопје, но тоа не смее да не задоволи, да. Ама тогаш за загадувањето па не се зборуваш. Апсолутно, животот е потежок. Имаше се. Што ние, наместо тој тренд да го запазиме, ние отидовме надолу. Сега. Апсолутно. Сега одиме надоле, еве јас дома, втора недела, ѓубрето не ни е подигнато. Зашто зборуваме? Јас благодарам уште еднаш. Ристо Пенов, Горан Марковски, Амар Мециновик. Слушавте Стадион. До слушање до наредната сабота во истото време. Стадион, емисија за вашата вистина.